Добар ден, почитувани припадници на армијата. Денешното видео обраќање е за родовата еднаквост или родовата нееднаквост. Нова дискриминација која што подолг период тлеела во армијата и бевме приморани да поднесеме нова представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за утврдување на дискриминација врз основа на пол, односно припадничките на армијата од женски пол во армијата, кои што се на служба во армијата, офицери, подофицери, професионални војници, се дискриминирани врз основа на родова нееднаквост. Во изминатиот период од кога Република Македонија влезе во НАТО алијансата, почна најчесто да се зборува за програмата за родова еднаквост на жените припадници во армијата и нивниот број и се повеќе и повеќе се зголемува во армијата, што е за пофалба и добар знак дека и жените може да бидат припадници во армијата и да принесуваат заедно со машките припадници во армијата, но има некои нерегуларности каде што се појавува родова нееднаквост. На хартија е едно, во реалност е сосема друго. На страницата на Министерството за одбрана од десната страна можете да видите дека има една посебна категорија кај што пишува родова еднаквост, има еден куп документи, лица за контакти, вести, фотогалерии за припаднички на армијата кои учествувале и поддржуваат ова кампања за родова еднаквост на припадничките на армијата како вработени и со еднакви права со припадниците од машкиот пол, но за жал добивме информации дека веродостојни информации дека се врши дискриминирање на припадничките од женски пол и има родова нееднаквост во армијата. Поради тие причини поднесовме представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за утврдување на родова нееднаквост како основи за дискриминација род и родова нееднаквост од работата и работните односи. Оваа представка ја поднесовме во име на синдикатот до Комисијата, а се однесува на нееднакво постапување на војната структура во ангажман на припадничките од женски пол во извршување на работните задачи. Односно, припадничките од женски пол во армијата, овде зборувам и за офицери, и за подофицери, и професионални војници, не се ангажирани подеднакво на задачи кои што може да бидат ангажирани како што се припадниците од машки пол. Со тоа не има овозможена подобри примања на платата, напредување во кариерата и еднакви права како и припадниците од машки пол. Ова се случува подолг временски период и од повеќе касарни за ангажман само на припадниците од женски пол. Со ова сметаме дека се врши дискриминација врз основа на родова нееднаквост, со што жените се ставаат во понеповолна положба во однос на мажите поради нивниот пол во вршење на работни задачи во армијата. Се врши дискриминација врз основа на нееднаквост во работен однос, не се почитува начелото на еднаква плата за еднаква работа и еднакви можности. Што сакам да кажам со тоа? Значи, припадничка од женски пол, без разлика на чин и позиција во армијата, во споредба со нејзин колега, припадник од машки пол,
без разлика на чин и позиција, припадничката од женски пол ќе зима помалце примање на плата и ќе остварува по неповолни услови за остварување на право од работен однос во однос на припадниците од машки пол. Тука се врши директна дискриминација врз пол. Така да сметаме дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ќе изврши увид на овие наводи кои што се ставени во претставката, се наведени, и дека ќе се утврди дискриминацијата, со што ќе потврдиме дека во реалноста дискриминација има родова нееднаквост, но на хартија има голем напредок во родовата еднаквост, но реално не е така баш како што изгледат работите. Затоа овие припаднички од женски пол кои се на служба во армијата го искажа нивното незадоволство, нивните ситуации како се дискриминирани, и сметаме дека усмена наредба која прекршува закон, која прекршува права од работен однос, која прекршува права, уставни права, слободи на граѓанинот и човекови права, е далеку од неспроведлива врз основа на овие наведени елементи. Затоа што дали се прави ова намерно или ненамерно, тоа ќе утврди комисијата, но ние како синдикат секогаш стоиме за подобри права на сите припадници во армијата, а тука спаѓаат и припадничките од женски пол, кои што се и членови на синдикатот, професионални војници, подофицерки и офицерки кои што се на служба во армијата. Како синдикат секогаш ќе се стремиме за подобри права на сите припадници во армијата во секој смисол. Од работен однос, од плата, од услови за работа, од се. Затоа, се дека ние ги справиме сите нерегуларности во закониве, во постапувањето, во спроведување на законите во армијата, секогаш ќе се бориме за решавање на тие проблеми. Ви благодарам на вниманието. Следува наредна сторија со нови информации за борбата на синдикатот за подобри права. Поздрав!